Растот на пензиите за повеќе од 2 години мандат на оваа влада е за 325% поголем од растот за 7 години власт на СРСМ и ДУИ. Со бројки и факти, премиерот вели дека одговара на обвинувањата на опозицијата дека граѓаните изгубиле со линеарното покачување и дека заштедите за идните пензионери биле загрозени. Тој додава дека пресметките покажуваат дека за 25 месеци во просек секој месец пензиите биле поголеми за 296 денари. Предходно за 83 месеци власт на СРСМ и ДУИ просекот изнесувал 91 денар. Мицкоски заклучува дека разликата е 3,25 пати повеќе пари на сметките на пензионерите споредено со достигнувањата на предходниците. Ако се споредуваат пак овие 25 месеци со првите 25 месеци владење на СРСМ, разликата била драстична, односно пензиите се зголемиле за 12,5 пати повеќе. Тогаш просечната старост на пензија за првите 25-6 месеци од претходната влада се зголемила за цели 540 денари. Во овие 25-6 месеци од оваа влада, предводена од ВМРО-ДПМН, просечната старост на пензија се зголемила за нешто повеќе од 6800 денари. Или математички прецизно, тоа е повеќе од 12,5 пати. Таа е разликата. Сега подготвени сме за ова и да зборуваме и да ги аргументираме овие податоци. Мицкоски смета дека опозицијата треба да критикува, но аргументирано. Овие изјави за пензиите, но и за другите економски параметри за премиерот се резултат на безидејноста на опозицијата која критикувала за се и се што според него треба да се надмине ако сака да биде конкурентна на политичката сцена. На крајот од денот и нивен проблем, не е наш проблем. Ние имаме јасна цел, наша цел се проекти како овој и слични, кои што се испорачуваат на повеќе од 1200 места низ државата, реформите, да го стабилизираме системот кој што не постоеше, кој што беше уништен, тогаш кога бевме избрани како влада, ке треба време, трпение, енергија за сето тоа се постигне, но ние сме мотивирани како што никогаш не сме биле мотивирани порано и тоа ќе го направиме. Оваа влада ги зголеми примањата на највозрастната категорија граѓани во 4 наврати досега. По нешто повеќе од 2 месеци откако се промени владеачката гарнитура летото 2024 година, пензиите се зголемија за 2500 денари. Потоа во март 2025 примањата се покачија за уште толку. Во септември минатата година на сметките највозрастните добија уште 1000 денари плюс, а во март годинава за уште толку. Тоа практично значи дека на секој пензионер примањата му се сега повисоки за 7000 денари. Од наредниот месец се враќа во игра старата пресметка согласно швајцарскиот модел, односно покачување согласно растот на инфлацијата и просечната плата.